Средбата меѓу премиерот Христијан Мицкоски и Арбен Таравари, по која се очекува да биде позната судбината на министерот за здравство и кадрите на Алијанса за албанците во владината коалиција, ќе се одржи денеска во 17 часот во владата. Во живо оттаму ја вклучуваме Јана Јосифовска. Јана, средбата ја потврдија и двајцата лидери. Со кои позиции седнуваат на маса? Па Буба е премиерот Христијан Мицкоски, како што изјави пред денешната средба, која што треба да се случи за точно 2 часа тука во владата со Арбен Таравари, очекува јасен став од него. Дали ќе остане во владата и коалицијата или ќе соработува со ДУИ, како што рече. Мицкоски му ги понуди на Таравари овие две опции. Трета, вели нема. Исто така, фактички, овој ден Д, што многумина го нарекуваат за Таравари, односно оваа средба со премиерот, доаѓа фактички по неколку неделни, може да се каже, превирања откако токму Таравари и неговата Алијанса за албанците одлучија на локалните избори да одат со своји советнички листи, што од друга страна предизвика бура од реакција од останатите лидери на Вреди. Исто така, Мицкоски му порача со или без Таравари, владата ќе биде стабилна, а тие нека одлучат. Ја слушаме изјавата од премиерот. Како човек имам позитивно мислење за господинот Таравари, но во политиката образот е нешто што го имаш или го немаш. Тука нема флуидни варијанти. Или имаш, или немаш. Или држиш до зборот, или не држиш до зборот. Јас мислам во неговиот случај најмалку 3 пати сум покажал и сум го држал зборот. И кога имало моменти кога можеби имало и дилема во рамките на раководството на партијата. Затоа задкулисни игри се провидни игри, лесно се идентификуваат и препознаваат и најчесто ваквите задкулисни игри им се удираат од глава на оние кои што ги прават тие задкулисни игри. Се разбира, никого во животот не сум молил, нити па имам намера некого да молам. Со или без господинот Таравари, владата е стабилна, цврста, со големо мнозинство, останува на него и на неговите сопартици да одлучат. Арбен Таравари пак исто така денеска пред средбата со премиерот Мицкоски изјави дека не очекува ништо посебно, бидејќи како што рече тие двајца биле во постојана комуникација. Но посочи дека ќе слушне што има да каже премиерот, па потоа заедно со неговата партија ќе носат финална одлука. Но исто така го повтори ставот на Алијанса дека дефинитивно не отстапуваат од тоа да одат со своји советнички листи на локалните избори, а најверојатно и со своји кандидати за градоначалници. Но она што од друга страна предизвикува поголем револт и кај премиерот и кај останатите од Вреди, фактички е отворената врата што ја остави Таравари за соработка со ДУИ. Го слушаме Таравари. Денеска имаме состанок со премиерот Мицковски, ништо посебно, ние тоа што сме го поминали од Централно председателство е дека Алијанса за албанците ќе има сопствени советнички листи и најверојатно сопствени кандидати за градоначалници во општините каде што излегуваме, така да ќе го слушнеме и премиерот и потоа и ќе процениме и ќе оцениме како продолжуваме понатаму. Јана, со оглед на ставовите, нема да биде изненадување ако Таравари и Мицкоски се разидат. Какви се очекувањата на политичките аналитичари? Дали тоа може да се одрази на стабилноста на владиното мнозинство? Да, согласно разговаравме денеска со политичкиот аналитичар Петар Арсовски. Тој сепак не сакаше да прејудицира се додека го нема конечниот исход од средбата, но исто така освен опцијата да се разидат патиштата на Мицкоски и Таравари, Арсовски не ја исклучува можноста дека може Таравари да остане сепак во владината коалиција, но од друга страна, доколку би се откажал од соработката со ДУИ, вели дека ова би бил евентуален услов што би можел да му го понуди премиерот Мицкоски, но де факто според Арсовски сите овие случувања ќе имаат и тоа како
влијание и врз владината коалиција, но и секако парламентарното мнозинство со оглед на тоа што Таравари има 5 пратеници. Сепак Арсовски не очекува дека ова мини криза во владата би довела до предвремени парламентарни избори заедно со локалните како што некои бараат. Го слушаме и неговиот став. Точно е дека, имајќи го предвид острите тонови на Мицкоски кон Дуи, дека доближувањето кон Дуи го оддалечува Арбен Таравари од владата. И јас не сум сигурен дека тоа со сигурност значи напуштање на владината коалиција. Мислам дека за тоа сепак треба да се почека денешната средба, бидејќи постои опција Арбен Таравари да остане, да се откаже од соработката со Дуи да остане во владиното мнозинство. Но тоа секако создава една владина криза, бидејќи веќе не е една коалиција во владата, туку Мицковски преговара одделно со Таравари, одделно со Влеме. Неговото напуштање евентуално на владата ќе направи посериозна дискрепанца и во парламентарниот состав и ќе изголеми аргументите на Дуи дека во моментот представниците на албанците во владата се нелегитимни. Тоа не предизвикува веднаш криза. Мислам дека до локалните избори Мицковски има доволно политички капитал да ја издржи таа дискрепанца, но не може да трае на долг рок. Според ВМРО ДПМН, тие не предвидуваат предвремени парламентарни избори оваа година заедно со локалните. Така што јас мислам дека сепак локалните избори ќе ги дочекаме во ваква констелација, па потоа ќе се размислува евентуално за предвремени парламентарни избори. Да, тоа беа денешните ставови, секако во пресрет на средбата Мицкоски Таравари, која што ќе се одржи попладнево тука во владата. Кој пат ќе фати Арбен Таравари и дали ќе остане во власта или ќе оди самостојно или можеби ќе соработува со Дуи на локалните, секако веројатно појасно ќе биде по денешната средба. Ние остануваме на терен, нови детали најавувам за вестите во 18 часот. Те очекуваме и благодарам Јана Јосифовска со детали за позициите, очекувањата пред средбата меѓу премиерот Христијан Мицковски и Арбен Таравари, средба закажана за 17 часот.